Во овој есенски период сите поминуваме повеќе време дома. И самото тоа ни наложува да си подготвуваме домашна храна или повеќе сакаме да седиме во таа убава атмосфера топла која што се имаме во домот и да си подготвиме нешто вкусно и домашно. Иван Никушев заедно со неговата сопруга Марина веќе подолг период подготвуваат македонски традиционални домашни јувки и се познати по брендот Јувкамо, со кој што ќе ве запознаеме повеќе ова утро. Иван, ќе ти посакам добро и убаво утро. Најнапред би сакала да ви честитаме ве за еден ваков момент кој што го имате направено заедно со вашата сопруга, покрај тоа што од веќе долг период, нели, сте си подготвувале јувки за вас, за вашето семејство, за вашите пријатели и сега тоа е достапно да можат сите луѓе кои што сакаат да си нарачаат од Јувкамо. Како настана еве приказната, како дојдовте до идејата за традиционалните домашни јувки кои што се под брендот Јувкамо? Пред се добро утро и до вас и до гледачите на Алфа телевизија. Сакам да ви се заблагодарам за поканата да гостуваме во вашата емисија. Пред се за директната поддршка што ни ја давате еве на нас како Јувкамо, како една идеја, една визија за правење на домашни јувки, воедно индиректно за што ја поддржувате јувката како традиционална македонска храна. Позади проектот Јувкамо, како што рековте, стоиме јас и мојата сопруга Марина. Идејата да правиме јувки помасовно за други луѓе ја имаме веќе неколку години, но сосема спонтано, случајно тоа се случи минатото лето да започнеме. Ја би се навратил историски, би спомнал дека јувките беа дел од нашата исхрана целиот наш живот. Ние уште како мали, како деца растевме со јувки, тогаш ги подготвуваа нашите баби, од кои што ние ги презедовме тие рецепти, начинот како да се подготвуваат, како да се произведуваат и сите овие години успеавме ние да си правиме јувки за нас и голем дел од наши пријатели кои што имаа можност да ги вкусат, да ги пробат кога сме ги послужувале или сме биле негде заедничко патување, не мотивираа зашто не почнете да правите јувки за други. Така да тука некаде се деси тој спој на идеја со реализација и веќе година дена сме активни на пазарот со продажба на јувки, односно под брендот Јувкамо. Да, покрај тоа што ги имате оние нели традиционални македонски јувки за кои што повеќе верувам дека вие знаете од мене за состојките, јајца, брашно и вода, чином. И млеко, добро. Имате и едни необични јувки кои што се со вкусови, нетипични еве за нашево поднебе, односно со прас, со спањак, со томати. Како дојдовте еве до идејата да направите од македонската традиционална јувка и нешто да кажеме еве по современо, по модерно? Па токму така, како што ги напоменавте и вие, имаме неколку типови на јувки кои што ги правиме со различни вкусови, како што се прас, спаnak, па имаме дури песто, чоколадни јувки и нормално во зависност сега од потребите на купувачите правиме дали не само стандардно класично бело брашно, но користиме интегрално брашно или пак и безглутенско брашно. Идејата беше да разбиеме една табу тема дека јувката е храна која што кај нас се конзумира само за доручек или пак да речеме за како за лесна вечера, а на овој начин со тоа што ние направивме јувки со различни вкусови и му возможивме на луѓето да можат да ги конзумираат на пример и за ручек. Така да јувките како храна се многу лесни за подготвување, значи временскиот период е многу краток да се подготват и на тој начин им се дава една брза, квалитетна и здрава храна за дома да може да ја конзумираат. Да, она што е многу важно за јувките од Јувкамо е дека можат сега да гледате луѓе кои што се алергични нели на глутен или интолерантни, а се повеќе денеска особено децата, кај децата го гледаме овој проблем, а така што еве сега може да уживаат нели во вкусовите со тоа што правите јувки кои што се со брашно или кои што не содржи глутен. Што е најважно, Иван, кога се подготвува јувката во самиот процес на подготовка, на што треба најмногу да се внимава? Па најмногу внимаваме пред се на квалитетот. Значи од првиот момент да го постигнеме тоа ниво на квалитет и секој пат се трудиме да го подобриме квалитетот, бидејќи секоја порачка мора да биде како и претходната кај нашите купувачи. Затоа секој пат се трудиме да ги имаме најдобрите и најсвежите состојки што ни се потребни за производството на самите тие јувки. Нормално обрнуваме големо внимание на хигиената и целокупниот тој процес
нас, например, сега да речеме, ни зеде доста предизвик ни направи во однос на производството, бидејќи не е исто да се прават јувки само за себе, друго е кога се прават многу помасивно, во многу поголем квантитет, во поголеми количини. И нормално тука имавме логистички предизвици, па и организацијски предизвик од типот каде да се сушат, како да се спремаат, бидејќи не може во исти момент да подготвуваме например класични јувки или пак јувки со некој вкус, тие не треба да се мешаат. Така да сето тоа ние со убаво менаџирање, со убава организација успеваме да го пребродиме и да ги направиме на најлесен начин за нас, а да бидат со квалитет достапни за купувачите јувките. Да, и она што го гледам по коментарите од луѓето кои што веќе ги користат подолг период, дека навистина нема замена за овие јувки од јувкамо. Како најдобро според вас се сервираат или вие да кажете некој предлог, можеби како вие си ги конзумирате? Па, има многу начини нели за подготовка, секоја куќа, секоја фамилија, многу луѓе се израснале исто со јувки, си ги подготвуваат на различни начини, традицијата и во различни градови, да речеме од Македонија што имаме вака од искуство, на различен начин ги спремаат. Ја би се задржал до два класични начини на подготовка, тоа е она кога се варат како секоја тестенина. Значи, наш предлог е што го нудиме, например, многу се вкусни од кои ќе се процедат јувките на крајот, кои ќе се обарат, и тоа е многу битно, исто ние даваме, како да речеме, некој пат едукативни совети, дека јувката не треба многу време да се преварува, како и секоја тестенина, особено нашите, кои што доволно е само 5 до 6 минути да се сварат, малце додаваме повеќе време на јувките што се со вкусови, затоа што нели да се дообработи, дали се доматите или празот во нив, од кои ќе се процедат да се прелијат со врело масло за готвење, дали е тоа класично масло, сончогледово или маслиново, путер да речеме, и уште можеби например на децата им е многу интересно кога мали суви парченца од јувките додека се загрева маслото кое ќе се пропржат и ќе заруменат и дава дополнителен вкус на самите јувки кога се конзумираат. Нормално секој пат убаво да се искомбинира со некое наше македонско сирење, а исто така како традиционален начин на подготовка на јувките, например луѓе многу често ги печат прво суви во рерна, а потоа од кој ќе се заруменат тие, ги преливаат со врела вода, например со помала количина на вода, и заедно потоа ги стават повторно во рена да се домекнат и да се доиспечат и потоа понатаму може да ги гарнираат. Сега ние сакаме да избегаме од она класичното јадење. Често пати на нашата страници даваме некои совети со сосови, со некои дополнителни работи како може да се подготват, да се имплементираат например печурки, зеленчуци со нив, па дари некои морски плодови и слично, исто како што може да се подготвува секоја италијанска паста, која што е нели популарна во светот, зашто да не и нашата јувка. Да си го поддржиме домашното производство, нема ништо побаво тоа што е создадено и направено во Македонија. Споминавте дека има и чоколадни јувки. Како дојдовте еве до идејата и што содржат еве тие јувки? Чоколадните јувки ќе признаеме излагаат од македонската традиција, значи да речеме ние со прас и со спањак и со домати сме ги правили лично за нас со години наназад. Чоколадните јувки или паста ди какао, како што ги викаат италијаните, тоа е единствена вид на паста што ја презедовме да речеме од италијанците, односно за регионот Тоскана е позната, каде што таму има и какао. Дополнително ние се вклучивме некои други елементи, вклучувајќи како и ванила, има и шеќер, но сепак сакам секој пат и тоа го напоменувам и на конзументите дека чоколадните јувки не се благи јувки. Имаат шеќер во нив, но не се благи јувки. Може да се приготвуваат и тие на неколку начини. Во Италија ги конзумираат дури со солени сосеви, како ние специфични сирења, горгонзола со пармезани. Значи дава еден уникатен вкус на какао со тие сирења, а може да се користат како десерт, значи во помали количини со некои си павлаки за готвење, па тука да се додадат некои боровинки, љаткасти плодови, може мед, банана, така да може така да се конзумира. Веќе мислам дека го почувствував вкусот, иако е наутро, нели сите сме гладни вака во овој период, уште не сме имале појадок, но навистина браво за она што го имате направено, пред се за вас, но и секако за општеството и секако што се трудите еве на некој начин да ја продолжите оваа македонска традиција, но секако да внесете и нешто што е ново и нешто што го немало кај нас и еве сите можеби не знаат дека може на ваков начин еве да се подготвуваат јувките, па и дека има чоколадни јувки.
Иван, верувам дека летото е идеално, нели, за подготвување на јуфките, она што вие го правите, нели, но каков е еве овој период кога имате поголем број на нарачки, како се справувате со оглед на тоа што времето па не дозволува така брзо да се сушат јуфките? За жал времето не ни е партнер во производството на јуфки. Најубав период и така традиционално порано се правеле јуфките во летото, кога може, зашто нив да треба да се исушат, им е потребно топлина и пробев, нели, да се има. Ние воедно во внатрешни услови ги сушиме секој пат јуфките, не ги изнесуваме надвор, пред се заради загадувањето што е енормно низ цела Македонија, со сите прашина и сите тие работи, не сакаме да се налепат на самите јуфки додека се сушат. Воедно и покрај тоа што можеби во минатото нашите баби ги сушеле на сонце во летните периоди, сепак и сонцето не е толку пријател кој што ги гори хранливите состојки во самите јуфки, така да тие најубаво се сушат на, како што реков, на топло време и да има тука пробев. Нормално сега како залади времето, значи имаме предизвик, можеби во летниот период каде што тие ќе си сушеле за еден ден, сега ни се потребни 3 дена. Не сакаме никој пат да ги дадеме пред време јуфките додека не сме сигурни дека се исушени, за да не фатат мувла на нив или да им се расипат на луѓето. Така да тоа е еден предизвик со кој што се бориме постојано, али додека ни овозможуваат условите дома да ги правиме, ние ќе ги правиме. И минатото зимо имавме период каде што прекинавме во одреден период, но потоа од пролета повторно започнавме да ги правиме. Да, сепак ова е едно ваше хоби кое што сега го споделувате со останатите. Како да се чуваат еве најдобро, некој трик да кажете како најубаво се чуваат, најбезбедно се чуваат јуфките? Па јуфките ние затоа и ги подготвуваме, односно ги даваме на луѓето во хартиени кеси, за пак хартијата ја собира влагата. Тие треба да се чуваат на едно суво и темно место е најдобро, да не ги фати влага, зашто таа е најголем непријател, за да не се појави нели мувла на нив или да се расипат со нешто друго. Состојките има долг период на траење. Така да мислам дека не верувам дека некој издржал и да ги чува подолго од барем месец до 2, затоа што сите набрзо нарачуваат повторно. Така да тоа по мене е најубаво да се чуваат на некој си суво место пред се да бидат. Порано нашите баби ги чували во јастучници по плакарите, но сега еве имаме и хартиени кеси во кои што не треба да се секираат нашите купувачи каде да ги чуваат или да ги претураат во некои други работи кутии. Да, јуфка за појадок, за ручек и за вечера, нешто што е стварно навистина многу вкусно и не верувам дека некој не јаде. Јас не познавам барем таков човек што не јаде јуфки. Каде како можат да ве најдат и да пробаат луѓето од вашите јуфки кои што се македонски, традиционални, домашни, но и од овие со не толку типични вкусови? Па ние сме активни на социјалните медиуми. Пред се на нашиот Instagram профил jufkamo.mk, воедно имаме и на Facebook профил исто Jufkamo. Значи сите заинтересирани може да го посетат профилот, таму нас ни е објавено се, целокупното мени, имаат и слики објавено да видат визуелно како изгледаат нашите постови кај што даваме некои си сугестии на како да се подготвува, како некои совети како да се припремаат, така да се што ги интересира луѓето може да го видат на самите профил е објавен, на двата профили и на Instagram и на Facebook, а доколку сака да нарачат или имаат било какви прашања, слободно можат преку порака нас да ни искомуницираат. Ние сме секој пат достапни. Да, секако таму може да си најдат и некој рецепт кој што ние немавме време нели да го споменеме и како да ги подготват јуфките. Сите знаеме нели како да се подготват, но секогаш се добре дојдени нови рецепти за нешто во кујната. Јас ќе ви се заблагодарам за одвоеното време и ви посакувам уште долги години да трае оваа традиција и да продолжувате и понатаму секако со новитети за она што е па и македонско традиционално, но и со некои нови примеси на нешто што е ново и необично. Ви благодарам и на вас уште еднашка за поканата. Баш ни е драго што можевме да споделиме нашата идеја, нашата визија. Пред се затоа што не само правиме јуфки, но успеавме за овие година дена да направиме еден бренд по кој што луѓето не познава. Така да уште еднашка да ви се заблагодарам и поздрав до гледачите и се што ги интересира може слободно да ни комуницираат преку социјалните медиуми.